што се издвојува во програмата на годинашниот фестивал на креативен документарен филм е она што во теоријата и историјата на филмот се нарекува концепт на ангажирана уметност. Без разлика на темата на филмот, речиси сите досегашни филмски наслови го промовираат она што се нарекува социјален или политички ангажман со начинот како се направени и со пораките што ги носат филмовите. Особено дека е добро дојдено да споменеме на отварањето на ова второ издание на филмот. Тоа е филмот Депонија. Сите ние можеме да видиме по улиците луѓе кои собираат пластични шишиња по контейнерите и така натаму. И ние може и за миг ќе обрнеме внимание, ќе речеме како е возможно вака во една бедотија види човек да бара и све тоа. Меѓутоа овој филм Депонија нас да покажа дека оние луѓе кои што се потполно од периферијата, маргиналноста на општеството, да не кажам малку марксистички лумпен пролетаријат, кој на честен начин живее со тоа што оди и на депониите, собирајќи ги сите оние што ние ги сме ги фрлиле како непотребни, тие повторно ги враќаат со нивната вредност, се рециклираат и го заработуваат на честен начин својот леп. Иако имаат можност да отидат на стрампатица во животот, како што спомнуваат тамо некои ликови, посебно млади убави девојки, дека може да бидат проститутки, да се занимава со дилерство, но ете, кај нив се гледа една доблест, еден морал, еден совест, да достоинство за себе. Независно што се наоѓа во таква социјална состојба, сепак таа бара начин, како на честен начин да го заработува својот леп. Се разбира, ако сега влеземе во анализата на тој филм, дури имаме една изворедна идеја, еден ликовен уметник искористува овие луѓе кои на депонијата го заработува својот леп, да ги фотографира, да направи слики, да ги донесе во галериите, на аукција да се продадат и уметникот, што секогаш било идеал на уметноста, иако денешната западна уметност, така наречен постмодернизам, се посмева со така наречениот ангажман на уметноста, меѓутоа овој уметник кој води потекло исто така од сиромашно земјство, исто од Бразил, и кој он тоа го поминал, покажал дека уметноста може да се ангажира и да придонесе. Не може да очекуваме од уметноста што не е нејзино својство да би го промени светот. Тоа е работата на политичарите, на луѓето кои се бават со општеството. Меѓутоа, уметноста е таа која што може да не испровоцира, да не освести, ако сакате и да не шокира. И овој филм кој го гледавме, сите го гледавме занемено, до крај издржавме, 2 сати трае, како да ни помина во еден миг, со едно големо исчекување, и ние видовме дека треба да обрнеме внимание и на овие луѓе кои што се, да не кажам грубо, отпадници од општеството. Со еден збор речено, овој тип на филмови практично се најангажирани. И оној втор филм што го гледавме, Петте слона, тој иако навидом изгледа се занимава со една вака малце по-културолошка тема, и таму има ангажман. А тоа е совеста на преведувачот, да не биде леко верен, па било како да преведе, туку совесно да го даде правото значење, и тоа е еден ангажман. Единствено така може да се постигне нешто, за да се каже и да се смени. Ја лично, например, не верувам дека документарниот филм менува нешто. Уствари, со самото тоа што го менува мислењето на луѓето и веќе менува нешто. А иначе има бројни примери кај што документарци се труделе да променат нешто во систем или во било кој модел, и тоа многу тешко успева. Да не го спомнувам и Майкл Мур со неговата, Ептен имаше една јака пропаганда против многу работи и до ден денес се уште ништо не успел да промени. Но се менува ставот и размислувањето на луѓето, што мислам дека тоа е исто така една огромна промена. Suomalainen mieshän on aina ollut semmoinen, että pyrskele. Ja sit se huutaa armoa ja älä tapa.
И двата филма во главната програма на третата фестивалска вечер припаѓаат на таа естетика. Пареа на животот и непријатели на народот. Пареа на животот е филм кој од минута во минута ги руши сите предрасуди за финските мажи и нивниот менталитет. Во една сауна група мажи со различни професии и животни приказни полека ги откриваат своите слабости и недостатоци. Филмот Пареа на животот е неверојатна сторија за машкото пријателство и размислувањата за важните животни прашања. Rejisseri na filmot se Jonas Berghal и Mika Hotakainen. Se oli jotenkin niin ihmeellistä, että meikäläinen isäksi vielä tämmöisen elämän jälkeen. Она што е тренд на фестивалите од овој тип, а што гледаме дека и Македокс го прифати и го понуди и на публиката во Македонија, тоа е да се осврне малце повеќе на филмовите кои носат ангажман во сферата на филмови кои се однесуваат на човековите права и на она што се етичките елементи во филмот. И не случајно во самиот фестивал се воведени и две награди. Награди за филм со ангажман за човекови права и филм кој се однесува на она што е етика во филмот, што влегува во како уште еден дополнителен елемент во она за што сега го говоревте. Очигледно е дека авторите на современиот креативен документарен филм големи теми пренаоѓаат и во овие сфери, во човековите права, и тие филмови ги прават на етички оправдани начини, како што всушност беше и филмот Депонија. Да. Па од секогаш документарниот филм морал да биде ангажиран. Документарниот филм, добро се разбира, има разни видови, меѓутоа само до тоа што кажа документ, значи тој се бави со одредена појава која е фактична. Таа не е измислена, не е како што велат играниот филм, фиктивен филм. Според тоа, ако тие појави постојат, а тие појави самиот режисер не ги произвел, туку ги затекнува, тогаш тој бара да ја открие суштината. А да бара суштина, значи да ги покажеш кои се причините за таквата појава која се случува. Најчесто се тоа патолошки, негативни, социјални појави во општеството. И нормално самиот автор мора да има еден свој став, или кога пристапува при обработка на таа појава, таа фактична состојба, мора да поаѓа повеќе или помалку, свесно, несвесно, од една хуманистичка позиција. Кога кажуваме хуманистичка, значи човекот е тоа што е најголемата вредност. Второ, дека слободата е највисоката вредност на човек. Па во склопот на тоа, овие две вредности спаѓа сите човекови права. Човековите права се безсмислени ако човекот не е највисокото суштество, највредното и слободата негова и среќата. На крај на кришата и во уставот на Америка стои таму слобода, среќа. Според тоа каква смисла има слободата и среќата ако ниедно право не може да се ужива реално, стварно, не да биде декларативно. А овие филмови нам не покажуваат дека може да зборуваме колку што сакаме за правата, но ако во општеството тие права не се живеат, тогаш значи ние помалку и сме хипокрити, хипокризија. Така да документарниот филм, сакале не сакале, тој е од секогаш ангажиран. Може ли да смени нешто и фестивалот Македокс во смисла на тоа да покрене некои прашања кои се врзани за продукцијата на документаристиката, на креативната документаристика кај нас во Македонија? Што е тоа што мислиш дека се точките кои би требало да бидат подобри за да имаме барем некаква колку толку континуирана продукција на филмови, на овој тип на креативни филмови? Па Македокс, мислам, ја почитувам идејата за овој фестивал, затоа што овие автори тука што се присутни на како организатори на овој фестивал, мислам дека сакаат да си создадат своја публика, што е веќе конечно, тоа е многу битно, нели? Мислам дека нема се уште таква критична маса, ама фестивалот веќе покажува дека може и да се случи такво нешто. И иде кон тој пат. Ја оваа публика што ја гледам
не е многу бројна, но сепак од ден на ден се зголемува, што дава една показател дека идеме кон нешто подобро. Како што можев да разговарам со некои луѓе кои што се обични гледачи, кои што немаат врска со филм, нели? Документарен филм за нив е сосема друга перцепција, као National Geographic или нешто, некоја таква репортажа, интермецо. И овде доаѓаат и викаат, аха, чекај, овде има нешто, сосема нешто друго. И права реткост е да се видат вакви филмови и на големо платно пред се. Ги нема по торенти да ги симнеш или па немаш ништо, не знаеш за нив. Така да ова е една многу битна еден почеток, уствари. Ја морам да кажам дека ова е стварно почеток. Иако Македонија беше многу позната за своите документарни филмови минатото 70-тите, 60-тите и воопшто. Оние кратки документарни филмови што се произвеле кај нас, тие се до ден денес многу добри. Филмот Непријатели на народот е еден од најнаградуваните филмови во креативната документаристика во последните години. Нема фестивал на кој овој филм нема освоено главна или некоја од главните награди. Филмот е во британско-јужнокорејска копродукција, а режисери се Тед Самбат и Роб Лемкин. I think only a real killer can tell the truth. Тед Самбат е еден од најдобрите истражувачки новинари во Камбоџа и е во мисија да ја открие вистината за владењето на црвените кмери во 70-тите години на минатиот век. Соочен со загубата на сопственото семејство во тој период, ја започнува оваа акција за разоткривање на сторителите на геноцидот во неговата земја со надеж дека неговата земја конечно ќе може да тргне напред. Филмот е полн со драма и емотивни понори, па публиката честопати за време на филмот се прашува дали е можно да се работи за документаристика. I try to get close to him to make him confident to say the truth. Why so many people die in the killing fields? This is the first time a top Khmer Rouge leader admits the killing like this. Што значи овој тип на организација на фестивал на кој се презентираат колекција од меѓу подобрите филмови во светската продукција за една средина како што е Македонија, во која еве се обидуваме да ја направиме една ревитализација, еден нов импулс на она што значи креативниот документарен филм? Со оглед на тоа што ние сме држава која е многу, вака да кажеме, затворена и нам ни се необходни многу фестивали. За жал, овие фестивали што ги имаме, како е Астерфест, потоа Манаки, тие се добро, сепак на некој начин ни отвараат поглед кон светот, но нам ни се необходни и други фестивали. Тоа е една друга тема за која не би се зборувало, но што се несува од овој фестивал, кој сега е во второ издание, а се надевам дека ќе стане една традиција. Овој фестивал нам ни овозможува да имаме увид во сегашниот тренд што го велат во светот на филмот, така наречен долгометражен документарен филм. Некои му даваат една синтагма креативен документарен филм. Практично овој вид на филм се бави, може да се каже вака условно, со една телевизијска форма, бидејќи претежно има многу говорење и зборување, со горечките проблеми на светот и во секоја една отделна земја. И затоа овде имаме теми од колективни, индивидуални, па до социјални, лични, интимни и така ние кога можеме да ги гледаме овие филми, како што овде ни возможува фестивалот, ние стекнуваме увид со сите проблеми и проблематика на денешниот современ свет и ова така наречена, Божем, глобализација.
Сметаш ли дека, бидејќи фестивалот има во оној дел на, како да ја наречам, ајде придружната програма, кај што има работилници за уредници на документарни програми во телевизија, за автори, потоа има работилница за видеоактивизам, односно потоа има работилница за критика на документаристичкиот филм. Дали сето тоа, придружено со сета оваа програма, со сета оваа публика, ќе помогне да се ревитализира оваа наша некогаш добра македонска документаристика? Па ја не може да прогнозирам, ама може да се надевам само. Тоа ми е прецел на некој мотив што ми дава да воопшто овде да бидам присутен и да го поддржам овој фестивал. А работилниците се стварно супер. Јас сум бил дел од тие предавања, сум имал шанса да ги слушнам и на други места и знам колку се квалитетни и се надевам дека овие луѓе што се присутни на оваа работилница ќе пренесат нешто у својот домен. Така да, например, Борис Митич ми е мене добар пријател и она што он го презентира на свој начин, тоа е стварно оригинално, мислам. Ја би му препорачал било кој што може да дојде и да го види неговото искуство, да го чуе. Тоа е стварно инспиративно за некој што сака да се бави со документарен филм или воопшто со било што. И Оливер Сертич исто така за видеоактивизмот. Мислам, сега сме во една многу актуелна ситуација кај што ова се случува, например, ова со протестите што се на улица. И тоа е еден одличен момент за да се искористи. Јас се надевам дека тие учесници на таа работилница ќе го искористат и ќе го продолжат тој активизам, не само видеоактивизам, него тоа е и граѓански активизам. Таа што е многу битно. Midstream, a muddy estuary near a port, forgotten space, out of sight, out of mind. Upstream, the hinterland, a greedy continent. Во еколошката програма на фестивалот, третиот ден му беше отстапен на филмот Заборавен простор. Филмот е холандска продукција, а режисери се Алан Секула и Ноел Пурч. Овој филм е силно предупредување за тоа како се однесуваме кон даровите на природата. Морето е заборавено, додека не му се случи катастрофа, порачуваат авторите и предупредуваат дека можеби најголемата закана за морињата е глобалниот синџир на исхрана. Во оваа сфера големите корпорации се водат само од алчноста за финансиска корист, без да бидат свесни дека ја водат светската економија во амбис. Does the anonymity of the box turn the sea of exploit and adventure into a lake of invisible drudgery? Does this box, the acme of order, efficiency, and global progress, create disorder and destruction and throw the world out of balance? Во неделата започнаа со работа и работилниците за видеоактивизам и за критика за креативната документаристика. Во претходната хроника нашиот соговорник Оливер Сертич го објасни концептот на видеоактивизмот, а во ова издание од хрониките на Македокс еве го разговорот со Владан Петковиќ, уредник на Screen International, списание за креативен документарен филм. За почеток би сакал да ни кажете некоја онака да споредите, пошто претпоставам дека знаете поголем дел од насловите од филмовите што се на годинашниот Македокс, како тоа изгледа споредено со другите фестивали, дали сме во тренд со останатите фестивали во Европа? Па у тренду е свакако са фестивалима у региону. Секако дека е во тренд со фестивалите во регионот. Проблем со овој регион е што најновите документарни филмови стигнуваат малку потешко, зашто авторите и продуцентите ги чуваат за поголемите меѓународни фестивали. Но во споредба со другите фестивали во поранешна Југославија, па дури и пошироко, на Балкан, овој фестивал е целосно во тренд. Дури има и некои филмови кои се сосема нови и кои не се прикажани, ниту на поголемите фестивали какви што се Загреб Докс или оној во Сараево. Значи, сосема е во духот на времето. Вие сте тука главно да партиципирате во она што е работилниците на фестивалот, кои се однесуваат на критика на документарен филм. Каков е интересот? Дали гледате дека има, каков е фидбекот на луѓето тука и кои се оние основни препораки што ќе им ги предадете
кои се однесуваат главно на критиката на документарниот филм? Да, критика документарnog филма е... Критиката на документарниот филм прилично се разликува од критиката на играниот филм. Ние, во принцип, се трудиме да ја направиме таа разлика и на луѓето да им ја објасниме таа разлика. Таа разлика оди рака под рака со разликите и сличностите меѓу играниот и документарниот филм. Луѓето што се пријавија и што дојдоа на работилницата се доста млади и се обидуваме да им дадеме вовет и насока и низ практична работа, врз основа на задачите што ќе ги добиваат да пишуваат за филмовите, што овде се прикажуваат, да поминат низ оваа тема. На тој начин ќе им објасниме како се прави тоа. Има и различни пристапи кон критиката за документарниот филм. Критици, као што постои разлики измеѓу различних приступа документарен филм. Дали разликите што се однесуваат на критиката на документарниот, на креативниот документарен филм, малце повеќе водат грижа за она што значи некакви малце повеќе, значи понагласено е на етичките елементи во филмот, на ангажманот на авторот во филмот, отколку она што се некакви формални аспекти на филмот, како што се, не знам, камера, сценарио, ликови, развој на ликови и така. Да, еден битен дел во документарниот филм се однесува на тој ангажман во филмот. Бидејќи овде се одржува и работилница за видео активизам, која се одржува во вистинско време со оглед на протестите што сега се случуваат во Скопје, секој кој создава некој уметничко дело има некоја цел, некоја идеја, вредности и желби. Тоа е посебно присутно во документарниот филм и затоа кога се пишува за ангажиран филм, потребно е многу повеќе да се дознае за самата тема. И тоа, во овој случај, е многу позначајно од техничките аспекти на филмот. Потребно многу више истражити и сазнати о самој теми и да е тоа многу значајнија ствар од ових техничких. Во програмата Кратки филмови беа прикажани Бесконечна љубов и Копнежот на еден фармер. Шведскиот филм Бесконечна љубов на режисерите Аса Бланк и Јохан Палмгрен е една топла и длабока приказна за 90-годишните Еба и Торни. Филмот го поентира моментот на нивната средба после 60 години од нивната прва љубовна романса, кога сваќаат дека љубовта никогаш не исчезнала. Прекрасно и нежно опејување на една вечна ljubov во овој креативен документарен филм. And then I was a widow, my husband, and your wife, she died. And then he phoned me and he said, "Hello, Ebba. Hello. Shall we meet?" And we met them, and now we are married again. И Копнежот на еден фармер доаѓа од Шведска, овој пат во режија на Ребека Расмусон. Копнежот на еден фармер е нежна приказна за фармерот Кнут од југот на Шведска. Тој е транссексуалец кој што чувствува дека се родил во погрешно тело. Се подготвува за операција со која конечно ќе го смени полот. I förvissningen att jag var kille i så många år.